Амер Мециновиќ е денеска во студиото на Ајданон во овие последни мигови пред молкот и конечно гласањето на 19 октомври недела. Амер Мециновиќ, добар ден. Добар ден, ви благодарам многу за поканата. Прв пат гостувам тука, но со задоволство и се надам дека ќе имаме убав разговор. Ви благодарам и на вам што ја прифативте поканата, бидејќи се ова, да речам, последните денови кога многу се интензивни кампањите, иако нели разликата меѓу она што го водат двете големи партии, владачката и големата опозициона партија, е разликата со левица која практично оваа кампања се обезбеди сама. И оттаму и она што кое стои на вашите видеоспотови на социјалните мрежи, цензурирани спотови. Цензурираните спотови Амер Мециновиќ многу се динамични, кажуваат многу блиски се многу до младите, до онаа популација која досега можеби не знам и колку можела да препознае таа реторика веќе видена и ова малку поинаква. Така што ќе биде интересен овој разговор и би почнала од таму. Ете како изгледа Скопје според визијата на левица, поинако од она што го гледаме денес. Скопје во визијата наша изгледа како град ослободен од ВМРО и СДСМ, тоа во најпрактична форма, затоа што работите имаат име. Работите не се дојдени од небо и всушност ова реално за која ние зборуваме сега за ова скопско секојдневие кое навистина го чувствуваме како едно секојдневие кое може да биде многу подобро негов причинител се партиите кои владееле досега. Така да нашата визија е да дадеме одговор на сето тоа што се случувало досега во Скопје. Јас сум роден кога првпат Скопје ни одбрале свој градоначалник Ристо Пенов и фактички за мене и за една цела генерација скопјани се што знаеме е оваа реалност во која живееме. Така да нашата идеја е да бидеме ослободени конечно од спрегите на политичките партии кои наметнуваат еден тип на владење кој потполно го иззема обичниот скопјанец од пресметките и во Равенката како централен елемент ги зима интересите на бизнисите, на крупниот капитал и се така натаму. Така да ние го замислуваме Скопје како град кој ќе има градска власт која ќе биде меѓу народот. Јас многу пати кажувам, Скопје да имаше градска власт која беше на земја, а не на небо, барем во изминатите 4 години ќе се гледаше во какви услови живеат скопјани. Така да нашата визија е дека скопјани конечно можат да си го креираат градот во кој ќе сакаат да живеат. Така, вие сте политиколог и долго време сте и во Советот на град Скопје. Неколку пати напоминавте дека вашите оние најбанални прашања како што се однесуваат и на јавниот превоз, вие сте биле тој предлагач кој инсистирал на тоа дека може да се набават нови автобуси и да се среди малку јавниот превоз. Каде наидувавте на отпор? Наидувавме на отпор кај двете најголеми советнички групи, да бидеме искрени, и тоа што јас во мојата кратка политичка кариера досега, но доволно содржајна за да се забележат работите какви се, уште во Советот го почувствував тоа што беше амплифицирано во собранието. Тоа дека единствената дебата помеѓу двете најголеми партии во тој момент беше вие направивте, ние направивме, вие направивте, ние направивте, никогаш за суштината на работите. И тоа што можеме да го приметаме дека овие представници политички со најискрено ви го велам, значи тие се оттуѓени од проблемите на граѓаните на град Скопје. Веќе ги искоментиравте моите спотови на почетокот. Ако ги видите спотовите, например, на ВМРО ДПМН, тоа е како да живееме во идила, во градината на Еден. Сите се среќни, сите се пресреќни, тече мед и млеко и верувајте, во нивните очи стварно така изгледа Скопје, затоа што тие уживаат во благодетите на нивната корупција, уживаат во благодетите на нивните криминали. Тие не се возат со автобуси. На 40 седмици јас се расправав со советниците на ВМРО ДПМН за набавка на нови автобуси и стално нивниот аргумент беше да, треба да се набават автобуси затоа што средношколци се возат со нив. Не, цело Скопје се вози со автобуси. Работници одат на работа, луѓе кои одат и на две работи во текот на денот, така да едноставно јас тоа што можев да го забележам е една целосна оттуѓеност од потребите и вистинската реалност на граѓаните и едноставно одговарање на тие дневно политички препукувања кои се во јадрото на нивната политика. Нема содржина и мислам дека левица во изминатите неколку години го врати и парламентаризмот, но и ја врати вистинската политичка дискусија. Така, велите, тие не ја согледуваат реалноста таква каква што е и еве сега доколку велите од
од позиција на советот не сте можеле да се изборите. Еве утре да е Амар градоначалник. Како ќе се избори со централната власт, колку и неговите идеи да се реално остварливи? Ова прашање ќе го одговорам на ово. Значи, ние не смееме да бидеме обесхрабрени воопшто да влегуваме во политичка трка и да се бориме за нашите идеи. Тоа не смееме да го дозволиме. Сите политички чинители и општествените чинители генерално не смеат да дозволат да западнеме во ваква безнадежност за тоа што можеме да го направиме за градот. И во најпроста, највулгарна форма, нас ВМРО ДПМН, сите како општество, не има уценето дека ако не добие нивниот кандидат за градоначалник, Скопје пак ќе биде блокирано. Ние нема да бидеме обесхрабрени од тоа. Некако тоа на свој грб граѓаните го почувствуваа после расколот на Даниела со партијата и доколку би дошло до таков реваншизам, кој знае уште што можеме да очекуваме. Така е, но знаете како, јас ќе ви кажам, емпириски историјата ни кажува дека кога ВМРО ДПМН победило биле блокадите, кој на нас ни гарантира дека Орце Ѓорѓиевски и Мицковски нема да се скараат, па ние 4 години пак да бидеме во лимбо. Па има муабети дека Орце Ѓорѓиевски е претендент на позицијата на председател на ВМРО ДПМН. Треба ли да прашуваме чии советници се тие, дали се на Мицковски, дали се на Орце, како ќе се однесуваат во советот, така да несигурноста за Скопје ни произлегува од ВМРО ДПМН, а не од левица. Но тоа што можам да го кажам, дека ако ја добијам поддршката на Скопје, ако станам градоначалник, не може моите интереси или интересите на Мицковски или интересите на левица или па интересите на ВМРО ДПМН да бидат над интересите на скопјани. Ние не сме обесхрабрени, напротив. Ако ја добиеме поддршката на скопјани, ние потполно сме спремни да соработуваме со централната власт, но никогаш нема да ги оставиме скопјани во заложништво. Што значи ова? Тоа значи дека ако не може нешто се направи, и ако повторно ВМРО ДПМН полуди просто и не блокира и не остави во заложништво, јас сум спремен да дадам оставка, затоа што граѓаните на град Скопје не смеат да трпат заради политички несогласувања. Вие сметате дека досега нели го изневерија јавниот интерес на граѓаните заради личните интереси и тука ќе се надврземе, левица често говори против елитизмот и партизацијата, која е нели во контекст на ова прашање, и како вие ќе се спротивставите на тоа во градската администрација? Велите, вие сте подготвени да соработувате, но што правиме со останатите? Сметате ли дека професионалците, колку и да се со политичка припадност, доколку вие им подадете рака дека во заеднички интерес, односно во интерес на јавниот интерес, интересот на граѓаните ќе бидат подготвени да соработуваат. И ве сте имале можност да го видите тоа во советот, како ви е впечатокот? Па вака ќе ви кажам, јас сметам дека ние многу пати забораваме дека во град Скопје, во неговите предпријатија, во неговата администрација навистина постојат многу квалитетни луѓе кои имаат неверојатни квалитети, луѓе научници, луѓе експерти, едноставно кои знаат да ја работат работата која им е доверена, но генерално сите тие постапуваат против своите убедувања, против своето научно знаење, заради политичката волја на раководството на градот Скопје. Јас сметам дека доколку над овие луѓе биде ослободен притисокот да работат во интерес на приватните интереси во град Скопје, дури ќе ги експлицираме точно какви се тие интереси, дека тие едноставно ќе излезе на површина нивната експертиза, ќе излезе на површина нивното знаење и град Скопје ќе биде едно функционално место. Кога станува збор за партизација, еве ќе ви кажам јас еден пример за проект кој ние сметаме дека му е потребен на град Скопје. Например, ние имаме сега распрскани дезинтегрирани услуги дигитални на сите страни за град Скопје. Например, имате ви опција онлайн да платите сметка за водовод, да, постои, има посебна апликација да викнете автобус или ЈСП, па преку пораки плаќаме паркинг, преку посебни апликации викаме такси. Нашата идеја е сите тие услуги да бидат интегрирани на едно место. Како ќе го направиме тоа? Ќе го направиме така што ќе во првата фаза ќе промовираме надпревар помеѓу технолошката заедница, помеѓу програмерите на факултетите и така натаму, и ќе промовираме надпревар без пазарот. Така се вика тоа, competition without the market. Тоа што значи тоа? Дека нема да одиме на тендер да бараме фирма која може да развие апликација каде што ќе се интегрираат сите услуги на град Скопје, затоа што со фирми нормално имаме непредвидлива иднина за самата апликација, пошто нели тоа ќе биде во собственост на самата фирма која го добила тендерот, и така да во првата фаза ќе испромовираме тој надпревар без пазарот, а потоа ќе составиме жири од професори од ФЕИТ и од ФИНКИ кои ќе ги евалуираат апликациите на
тимовите кои ќе аплицираат за развивање на иницијална апликација која треба да обезбеди и безбедносни протоколи и протоколи на приватност и да може да се користи на различни платформи. Сега да сумирам да не должам многу, едноставно првиот тим кој ќе развие најдобрата иницијална апликација ќе биде награден со 50.000 евра, а вториот и третиот тим ќе добијат парична награда за учество и тие кои ќе победат ќе им биде понудено работно место. Затоа што ние многу пати го кажуваме. Не треба партијата да има, републиката има. Ние треба да го ослободиме потенцијалот на републиката. И конечно вистинските луѓе нас да ни ја создаваат реалноста во град Скопје. Така, да имаат и мотив тоа да го прават. Апсолутно. Добро, ајде сега онаа гошлива тема, како ќе ја спречите бетонизацијата на Скопје и како ќе се справите со урбаната мафија. Воопшто, имате ли некоја идеја, дали поддржувате ревизија на рушење на градбите, дивоградбите, од како ќе се донесе нели и генералниот урбанистички план? Како ќе се борите со тоа? Со таа распространета урбана мафија? Па вака, прво, како ќе се бориме, мислам дека ние како скопјани прво треба да се избориме со партиите на урбаната мафија, затоа што ако дозволиме повторно генералниот урбанистички план да ни го прават истите фирми кои го имаат креирано хаосот во Скопје до сега, тогаш не можеме да очекуваме други резултати. ВМРО ДПМН е во целосна спрега со урбанистичката мафија. Урбанистичката мафија е ВМРО ДПМН, како и другите партии на системот. Значи, ние прво треба да се го поставиме прашањето дали сакаме во процесот на одлучување за следниот генерален урбанистички план да ги видиме докажаните соработници на урбанистичката мафија. Јас мислам дека скопјани веќе тоа не сакаат да го видат. Како што кажав и за едно од претходните прашања, постои научен потенцијал во овој град. Постојат професори, постојат видни архитекти и луѓе кои работат на урбано планирање, така да сите тие треба да го дадат своето мислење надвор од желбите на инвеститорите. Јас, кога ќе ме прашаат како ќе ја подобрите ситуацијата за, не знам, за бизнисите во Скопје, така што ќе ги подобриме условите за живот. Тоа е на нас, нам поентата ни е таа, да ги подобриме условите за живот, а со тоа и природно ќе дојде како плюс за бизнисите и за фирмите. Ама не можеме интересот на инвеститори за згради да го ставиме пред интересот на луѓе, затоа што урбаното планирање нас ни влијае на физичкото здравје, ни влијае на менталното здравје. Тоа не се играчки, тоа се работи кои го определуваат текот и судбината на цели животи на нашите граѓани. Така да едноставно, кога ќе ги ослободиме стручните лица, тогаш ќе влеземе и во втората фаза на носењето на генералниот урбанистички план. Ова јас го добив како искуство и како знаење од градоначалничката на Грац, која ми кажа една многу инспиративна реченица. Вика, мене како градоначалник не ми се потребни само скапи студии, вика. Мене ми е потребно да отидам и да зборувам со луѓето кои живеат таму за решенијата кои им се потребни. Затоа што не можат на нас параметри да ни го кажат тоа што граѓаните го чувствуваат. Тие знаат што им е потребно во нивниот животен простор. Така да во еден инклузивен процес кој ќе го моделираме понатаму откако нели ќе влеземе воопшто во процесот на носење на генерален урбанистички план, секое мало едноставно треба да биде чуено за неговите потреби. Секоја населба и секоја општина. И во комбинација на граѓани во инклузивен процес и на стручна фела која е ослободена од спрегите на приватниот интерес, ќе изготвиме и генерален урбанистички план кој ќе ни биде кој ќе ни одговара на сите. И последната реченица за прашање која сакам да издвојам е дека независно од нашето идеолошко определување, ние можеме да имаме и различни светогледи, ама мислам дека сите можеме да се согласиме дека ни требаат паркови. И тоа е целото. Сите треба, можеме апсолутно да се согласиме дека пред и се ни треба чист воздух во Скопје. Да. И ако го гледаме градот, го спомнавте Грац, можеме да спомнеме на Љубљана, зборуваме за градови кои се тука некаде во Америка како Скопје со големина. Апсолутно, Грац е 300.000, па и дупло помало од Скопје. И дури помало од Скопје. Значи, зборуваме за некои работи кои веќе станаа луксус, а станува збор за основни прашања. Градот е жив организам кој има врзани садови, од кои едно условено од друго, како што вели ако ги прашате граѓаните, што прво ми треба, па се е сигурно дека секој ден ќе рече ако може барем да имаме чист воздух, ама тој чист воздух сигурно е поврзан со сообраќајот, со урбанизмот и така натаму. Што вие ќе направите, имате ли план некаков првичен, нели, кој би дал
многу набрзо резултати со некоја прифатлива динамика од некој краток период околу аерозагадувањето. Вака, првично, ние сме дојдени во таква фаза каде што во Скопје атмосферата, не знам како да ви кажам, значи мајки со деца гледаат мерења, и ако не е во лилјакова боја, ако е во портокалова, добро, излагаме и се шетаме. Значи, Скопјани се навикнати да живеат во субоптимални услови. Ние сме навикнати и со нашите семејства, кога е портокалова е топ, иако и тоа е нели отровно по нашето здравје, по нашите деца и по нашите старци кои се нели под ризик од овој феномен. Сега за директно настапување, тоа што ние сакаме да го смениме како пристап за град Скопје, јас многу пати дури ова сум го зборувал, еве сега сум пратен и па сум имал шанси на едно повисоко ниво да се дискутира. Главниот одговор лежи во Министерството за животна средина и тоа е факт, затоа што тие имаат лиценци за инспекцијски надзор на индустријски капацитети. Таму е главниот загадувач во Скопје. Мене ми е преку глава од тоа да слушам дека домакинствата загадуваат. Остајте ги сиромашните на мира. Дајте им институционална подршка и остајте ги на мира, борете се против вистинските загадувачи, тоа се индустријските капацитети. Ама исто така не можам да останам слеп на фактот дека скопјани го посочуваат прстот кон град Скопје, дека гледаат дека со децени град Скопје ништо не презема по прашањето на аерозагадувањето, така да нашата филозофија е различна од тоа што досега сме го гледале од град Скопје, затоа што град Скопје стално ги третирал симптомите, а не изворите на аерозагадувањето, па така на пример сме субвенционирали инвертер клими. Со инвертер клими ништо не постигнуваме. Ние треба да го третираме изворот на загадувањето. Тоа треба да почне од најмало ниво, прво преку редовно чистење на улиците, на тротоарите, составање на автоматски систем за перење на булеварите, затоа што првично имаме загадување од прашина и од ПМ частички кои предизвикуваат заболување на белите дробови, предизвикуваат астма кај адолесценти и така натаму. Значи прво треба да ги чистиме улиците. Понатаму треба да го окрупниме инспекцијскиот потенцијал на град Скопје, затоа што моментално град Скопје нема доволно инспектори за животна средина и тие немаат услови за работа, немаат возила и немаат дронови со кои ќе можат да вршат инспекции и нели да постапуваат согласно нивните ингеренции. Значи ние сакаме да ги окрупниме инспекцијските капацитети на град Скопје и во соработка, повторно ви велам, со Министерството за животна средина да реагираме проактивно. Јас, например, како советник имав ситуација каде што ние изгласавме вонреден инспекцијски надзор за усија и град Скопје не можеше да го спроведе, затоа што немаше лиценца да го спроведе тој инспекцијски надзор, а во Министерството за животна средина немаше волја едноставно да се направи тој инспекцијски надзор и крајно, тоа што јас мислам дека како град Скопје најмногу можеме да го направиме е конечно да направиме функционален јавен превоз. Така тука е веќе следното прашање, тоа е што правиме? една мерка за намалување на ефектите на аерозагадување. Да ги мотивирате граѓаните да користат некаков алтернативен превоз надвор од да излезат од автомобилите, што верувам дека секој би сакал, таа нервоза е неподнослива наутро и постојано до 18 часот после почнува другиот појас. Како и да е, за да ги мотивираме, меѓутоа факт е дека ние имаме нефункционален јавен транспорт. Така е. Според вас што е решението? Дали БТР, дали треба што е решението? Па ние вака, на нас јавниот превоз ни е број еден фокус, затоа што за нас јавниот превоз е социјално прашање и прашање за заштита на животната средина. Значи не постои поголем приоритет за нас од јавниот превоз. Затоа што моментално скопјани немаат алтернатива за да ги менуваат своите навики. Ние имаме еден голем дел од популацијата скопска која нема друга опција освен да оди со јавен превоз и моментално е натерана да иде со небезбедни автобуси кои завршуваат на жардења, кои се палат. Значи ние во Македонија и дури ова и го аргументиравме ние во 2022 година кога сакавме да се набават нови автобуси, ние посочувавме дека се движиме кон социјална катастрофа. И еве, 3 години после тоа ние сме во социјална катастрофа. Ќе бидам внимателен со што ќе го искоментирам, ова е реалност. Значи, во Македонија ние во изминатите неколку години се покажало дека нашите граѓани не се никаде безбедни. Не се безбедни ни во болници, не се безбедни ни во дискотеки, не се безбедни ни во автобуси и дали ние ќе дозволиме оваа стапица која е моментално градските автобуси еден ден да ни направи уште една трагедија. Значи мораме да се освестиме. За жал ќе морам да признам, сум слушнала, се извинам да се надоврзам коментар од возач во ЈСП кој ми рекол дека
никогаш не би се качил во автобус доколку тоа не му е работа. И тоа е многу страшен коментар. Тие луѓе исто молчат, како што се случи со возачот кој заврши на жарданјера, па човекот после од стрес веќе му беше одземен животот. Тоа се премногу страшни работи во тоа секојдневие каде што имаме една велат граѓаните се толку многу разочарани што велат ние се навикнавме да живееме со трагедии, се навикнавме да живееме со немили настани постојано, така што се случува една апсолутна апатија за одговорноста кој ја превземе дури од самиот тој еден возач на ЈСП да излезе и да протестира да каже да овие се небезбедни и така натаму. Да, безбедноста значи со јавниот превоз ќе почнете ли со реконструкција на ЈСП, од таму да почне проблемот за да може да се дојде после до некоја друга алтернатива? Кој е планот? Значи вака, првично ние треба да набавиме нови автобуси електрични. Значи овие автобуси моментално не се достојни за нашите граѓани и опасни се меѓу другото како што искоментиравме. Ние треба да набавиме нови автобуси и да го смениме начинот како циркулираат тие линии, затоа што според пресметката на нашите инженери кои се бават со сообраќајот, помал број на автобуси може да обслужува поголем број на граѓани од сега, затоа што моментално овие линии се анахрони. Тие се продукт на некое време пред неколку децени, каде што веројатно и имале логика, на градот, жители, број на жители. Апсолутно, и сега едноставно треба да приспособиме еден нов систем на циркулирање на автобуските линии и ние сметаме дека тие долгите, неефикасни линии кои одат по оската исток-запад треба да бидат заменети со циркуларни линии кои ќе обслужуваат едноставно кружно и ќе го хранат комбинираниот јавен превоз. И сега доаѓаме тука до кој би бил комбинираниот? Кој би бил комбинираниот јавен превоз? Јас и ние сме поборници на железничкиот превоз. Ние го спомнавме тоа во Советот, иако може би звучи нереално за нашите граѓани, ама сакам да им посочам 150 години постојат овие решенија во градовите, значи на вистина не е нешто што не може да се направи. Ние веќе во минатиот мандат посочувавме дека постои една оска север-југ која е тековна, таа постои, само треба да се модернизира, а тоа е оската од Драчево, аеродром, Скопје север, Ѓорче Петров и така натаму надвор од Скопје. Таа пруга треба да се осовремени и да се стави во функција како градски воз, затоа што на пример луѓето од Скопје север, од Радишани, од Бутел и од Чаир немаат нормална комуникација со Карпош и со аеродром, затоа што имаат едно грло на комуникација, тоа е грлото Цветан Димов и Битпазар и тука се создава хаос. Ние можеме тоа да го направиме преку и преку сообраќајна инфраструктура која е булеварска, нормално булевар Хрватска се спои со булевар Босна и Херцеговина и потоа булевар Црна Гора со булевар Словенија. Може и тоа да се направи, ама најбезболно е во моментот да се стави во функција железничката пруга на таа оска, да се набават нови возови, ќе ви кажам точно и бројки колку би начинело сето тоа. И најамбициозниот проект ние кој сметаме дека град Скопје треба да го преземе и не може да го заврши во еден мандат, тоа е потребно негде 5 до 8 години да се заврши, но ќе го реши сообраќајот во Скопје за следните 100 години, а тоа е железничка пруга на потегот исток-запад, тоест Ново Лисиче, Ѓорче Петров. Таа железничка пруга би била долга 13,2 километри, би имала 20 станици и би начинала 460 милиони евра да направиме двонасочна железничка инфраструктура на тој потек. Во тие 460 милиони евра спаѓа и ревитализација нова оска претходно која ја зборевме и дополнителни 60 милиони евра ни се потребни за набавка на возови за двете оски. И сега ова може би звучи многу иницијално, но јас ќе ви посочам кон нешто дека ние на секои 10 години мораме да купуваме нови автобуси и тие автобуси се цирка 150 милиони евра. На секои 10 години ние даваме 150 милиони евра за нови автобуси, а например во светот на возовите 10 години воз е во цутот на младост едноставно. И да не се расплинуваме многу, едно ќе ви кажам. Зошто ВМРО, ДПМН и СДСМ го форсираат БРТ, а не железнички пруги? Затоа што нивните фирми знаат да бетонираат, знаат да асфалтираат и знаат да земат тендери, а само македонски железници поставуваат пруга. И нормално дека не ќе да ја дадат на државна фирма да ја развива инфраструктурата во Скопје, туку треба братучет ми, брат ми, вујко ми, стрина ми и да направиме еден карневал од нели решавањето на јавниот превоз и повторно да имаме нешто што е половично, нешто што не е долгорочно.
Јас мислам дека конечно градските власти треба да се впрегнат во насока за долгорочно решавање на проблемите на граѓаните. Значи, ова е еден начин да се исчисти клиентелизмот и корупцијата во Апсолутно, градското, и да се ујачаат државните фирми и градските фирми, затоа што едноставно тоа е поентата на општествениот договор. Општествениот договор подразбира дека нас јавните услуги треба да ни бидат дадени од јавни капацитети, меѓу другото. Уште една работа ќе посочам за вашите гледачи. Се работи и за демократизација на самите процеси. Ние сакаме силни предпријатија, затоа што тие предпријатија, ако не работат како што треба, можеме да повикаме на политичка одговорност од некого. А моментално со приватни фирми можеме да им плукнеме под прозор едноставно ако не функционираат работите и така е реалноста. Затоа нашата филозофија е градот треба да ги окрупне своите капацитети, а не да ги ситни и да им дава на приватни фирми да ги вршат услугите кои треба тој да ги прави. Така, а дали еве доколку би била градоначалник, сите овие набавки кои би се правеле околу таа железница и платите на сите останати функционери кои ќе бидат во град Скопје, ќе ги објавите транспарентно? Па нашата да бидат поента на е увид на граѓаните. Апсолутно, тоа што ја спомнав и таа апликацијата претходно дигитализацијата на услугите за град Скопје, меѓу другото би сакале да направиме и дигитализација на процесот до пристапување до информации и до услуги шалтерски на град Скопје, па така во склоп на едно дигитално решение граѓаните на Скопје би можеле да вложуваат и жалби и поплаки во однос на услугите на градот и би имало 24 часовна поддршка за тие граѓани. Од друга страна сметаме дека во град Скопје треба да се направи двосменско шалтерско работење на сите предпријатија и на градската администрација, затоа што многу луѓе едноставно работат и не можат да дојдат до услугите на градот, а кога се однесува за самото функционирање на градот, сметаме дека во надзорните одбори и управните одбори треба да се намали бројот на функционери, треба да се намалат нивните хонорари и паушали, додека сметаме дека треба да се вметне една нова работа, тоа е мој советник, тоест да се следи едноставно работата на секој советник во град Скопје, да се знае на колку седници присуствувал, исто како во собранието. Ние во собранието моментално имаме отсуства, присуства, што поднел, како гласал. Сметам дека тој за град Скопје треба да биде. Ова не е мала работа. 600.000 луѓе делегираат мандат на 45 луѓе кои треба да одлучуваат за нивната судбина. И посебно затоа што сум бил дел од еден совет душмански во поглед на сопствените граѓани, совет кој деструктивно се однесувал кон предпријатијата чии е основач, совет кој се однесувал деструктивно кон потребите на граѓаните на Скопје, едноставно мораат граѓаните да имаат увид во тоа како и кој гласал. Еве ќе ви дадам еден пример, јас не верувам дека пошироката јавност тоа го знае. Па едно 3-4 месеци во 2023 година советничката група на СДСМ поднесуваше иницијатива да се даде лиценца на трговските центри како Истгейт, како Лиса, како уште некој таму не ми текнува, да вршат дејност паркирање. Значи да можат да наплаќаат за паркирањето. Прво тоа е контраинтуитивно за еден совет да му создава конкуренција на предпријатието кое е негова, тоа е градски паркинг. Нашата логика е дека само градски паркинг треба да ги дава тие услуги и не се. И тоа неколку седници иде, не поминува, фали еден глас, ние се противиме, ВМРО ДПМН не го дава гласот и доаѓа седница каде што Трајко Славевски крева рака и ВМРО ДПМН го дозволува тоа. Тоа граѓаните на Скопје ретко кој го знае. Затоа мора да се направи дигитален траг на сите тие работи и точно граѓаните на Скопје да знаат како кој гласа и што гласа. Едноставно транспарентноста ќе дојде природно кога ќе ги смениме овие магионичари кои секогаш пробуваат да скријат се од граѓаните на Скопје, но тоа доаѓа нели откако ќе ги смениме луѓето кои досега владееле со нас. А што правим, бе, спомнавте еден од примерите, верувам дека ги има многу. Ќе направите ли ревизија на долговите и работата на претходните градоначалници? Апсолутно, например, сметаме дека треба да се раскинат многу штетни договори кои му штетат само на градот. Например, стално го издвојувам најексплицитниот договор, тоа е договорот со
надворешна маркетинг агенција која го стопанисува просторот рекламен на нашите автобуси и на нашите постојки. Иако статутот на ЈСП му дозволува на ЈСП да биде и маркетинг агенција, значи едноставно може сам да наоѓа клиенти да го стопанизува тој простор, кој е меѓу другото можеби и најатрактивниот простор во градот за рекламирање, затоа што на пример имаме автобуси како Петка која оди од Партизанска на Јане Сандански, огромни, тоа е еден огромен билборд кој се движи и кој го гледаат илјадници граѓани во една насока, и тој простор не го стопанисува ЈСП, току надворешна маркетинг агенција ЈСП добива трошки од тој рекламен простор. И ние сметаме дека тоа треба да се прекине, затоа што меѓу другото, јас како градоначалник не би дозволил, и ниеден здраворазумски градоначалник не смее да дозволи, на нашите автобуси се рекламираат казина, да се рекламираат облажувалници, продавници за брзи пари и се што е деструктивно по нашите граѓани, значи да се тој договор кога е вклучен? За време на Коце Трајановски, кога генерален секретар Игор Јанушев, тоест директор на ЈСП, сегашниот генерален секретар на владата, Игор Јанушев го потпишува тој деструктивен договор за маратон. Ние многу пати пробувавме да дојдеме до тој договор со информации од јавен карактер, со барања, и никогаш не го добивме, го кријат како змија ноза. А ако ја добиеме ние до вербата, ние веднаш ќе го раскинеме, затоа што мора да прекине времето на испомпување на пари од јавните предпријатија само затоа што некој тоа сака да го прави. Добро, и зборуваме, ако доколку тоа донесе бенефит за, односно тој договор на поинаку гласи, донесе бенефит за ЈСП да бидат дополнителни средства во име на подобрување на јавниот превоз, тогаш можеби и нема да биде толку страшно доколку се рекламираат казина, или ви сметате дека тоа не е етички? Не, едноставно сметаме дека тоа е против логиката на едно здраво општество. Так. Значи ние сметаме дека јас лично ќе ви кажам, јас сум за прохибиција на коцкање. Ова искрено ви го кажам. Значи просто прохибиција, затоа што едноставно ние мораме да ги заштитиме. Тоа постои еден концепт во политиката, мораме да ги заштитиме граѓаните сами од себе. Еве ќе ви дадам најпластичен пример. Уставот гарантира годишен одмор. И тоа е за да некој не се стави во ситуација да не го земе годишниот одмор. И ние мораме да го заштитиме човекот од своите погрешни избори. Така е и со изборите за коцкање, така и со промоцијата на вредности кои едноставно не одговараат на едно општество кое сака да оди напред. Ние сакаме да ги заштитиме нашите граѓани и така да се милиони во прашање и особено младите, нели тоа за кој постојано се зборува дислокација на казината и на сите тие игри на среќа подалеку од училиштата. Аме веќе ви кажам, знаете како богатите луѓе се коцкаат од забава, сиромашните луѓе од очај се коцкаат затоа што сметаат дека ќе дојдат до брзи пари кои ќе им ги решат проблемите. Ама математиката вели дека влегуваат едноставно во поголема дупка. И ние сметаме дека градските, државните власти, сите капацитети треба еднаш за секојаш да се простат од идеи на промовирање на корозивни процеси по нашето општество. Така, имавте и интересни некои размислувања околу културата на овој град. Конечно зборуваме постојано за проблеми, аде малку и за духот на градот, како нели сите овие сегменти чинители го прават секојдневието да може да стане полесно. Тогаш може да зборуваме и за култура, меѓутоа тоа не е условено едно друго. Партизација имаше и таму за рубени институции од град Скопје. Ете што прво ќе направите таму за подобрување, велите враќање на културата кај уметниците, апсолутно. Па и тоа е целата логика. Значи ние имаме во Скопје навистина луѓе кои имаат што да дадат за културата, имаме луѓе кои се авангарда едноставно на нашето општество, кои создаваат, кои ги определуваат тековите на културата. Понатаму на многу пати едноставно тие се под притисокот нели на политиката. Како што спомнавме, едноставно градоначалниците определуваат и директорите таму определуваат каква културна програма ќе имаат институциите, не баре уметниците не знаат да ја создадат програмата која ќе ја конзумираат нашите граѓани, така да во проста форма прво треба да се подобри финансиската состојба на самите културни институции и во тие културни институции да прекинат да бидат партиски луѓе кои немаат допир со културата. Значи,
па највеќе сум сигурен, затоа што нормално и заради моите години сум се движел низ кругови каде што се уметници, тие луѓе знаат што му е потребно на овој град, само треба да бидат ослободени и да им се даде простор. Ама кога станува збор за конкретни работи, например, ние сметаме дека град Скопје може многу инвентивно да иде. Град Скопје може во склоп на МКЦ да отвори рок школу. И тоа рок школа е по примерот, например, во Мостар има рок школа која има комунални инструменти, значи постојат бубњеви, гитари, ваму таму за деца кои немаат пристап до инструменти, затоа што има многу деца во Македонија кои едноставно не можат да си дозволат да свират и да вежбаат и да се надоградуваат. Ние треба да им дозволиме на тие деца кои се заинтересирани да влезат во светот на музиката и во светот на уметноста, простори каде што ќе можат тоа да го прават. Некои поранешни генерации во времето на Југославија тоа го памтат, значи имало златно славе, че се извлекувале деца без политички врски да бидат солисти и да бидат во хорот. Значи ние требаме на тие деца кои немаат политички врски, кои немаат материјални можности да почнат да творат, да вежбаат и тие да бидат следната генерација на уметници. Понатаму можеме да отвориме кино под звездите наводно. Можеме повторно да го впрегнеме Скопскиот фестивал во функција, кој веќе многу години не е во функција и крајно сета таа уметност треба да биде достапна и не треба да биде за затворени врати и за скапи карти. Културата е за сите и како што кажал Ленин, 8 часа спиење, 8 часа работа и 8 часа култура. Моментално нашите граѓани не можат да уживаат во културата на овој град, така да таа треба да биде достапна и меѓу другото треба да се спремиме за 2028, кога Скопје треба да биде европска престолнина на културата и едноставно сметаме дека во наредните неколку години можеме да создадеме културна програма каде што во 2028 па секој ден ќе има некој настан за сите генерации на Скопјани и посетители кои ќе можат да го уживаат за достапни цени. И Амар, конечно еве утре да бидете градоначалник, значи сето ова што го зборувате во интерес на граѓаните и целиот тој концепт кој е дел од идеологијата, нали, се некоја сосема поинака, ние долго време, 3 децени, живееме во едно друго општествено уредување, каде што веќе поставеноста и на институциите и на законите е во прилог на едно друго општествено уредување. Како, дали се плашите од повторно од институционална блокада, од тоа како ќе успеете да ги спроведете вашите размислувања кои на миг искрено звучат и утопистички? Јас се плашам од статус-квото. Многу се плашам од статус-квото. Страв ми е дека уште 30 години можам да живеам во ваков град и во ваква политика. Тоа е најстрашното сценарио кое можам да го замислам, затоа што мојата генерација не може да обезбеди домови, не може да обезбеди услови за семејство. Ние треба да бидеме родители сега, треба да имаме деца, како да имаме деца кога гледаме дека не се безбедни улиците, немаме сега малку излегоми од ингеренциите на град Скопје, ама како тие деца треба... Па секако вие сте човек, без оглед што вас слоганот не биете. Значи, ние треба тие деца да ги носиме во болници кои се распаднати, во градинки кои се субоптимални. Треба да ги пуштаме сами да одат по небезбедни улици, со автобуси кои може да се запалат. И тоа е најцрното сценарио за нас. И најголемата доблест е да сонуваме за нешто подобро и да тргнеме во таа насока. И нема да можам јас да го направам сам, можеби ни јас и вие нема да можеме да го направиме, ама бројките се на наша страна. Навистина сме многу, Скопјани имаат единствен интерес, а тоа е да го видат градот свој како повторно никнува во сиот негов раскош. И доколку се сплотиме сите заедно и преку сето тоа што ние можеме да го придонесеме за нашиот град, тогаш тоа што го замислуваме утопистички еден ден ќе стане реалност. Ова сега што ќе го живееме ќе биде едно минато кое веќе никогаш нема да сакаме да се повтори. Во проста форма, првиот чекор е можеби најстрашен и треба најголема храброст, ама секој убава промена почнува со еден храбар чекор. Амир Мециновиќ, ви благодарам многу за гостувањето, што ги споделивте сите овие размислувања со нас и со среќа во Нила. Ви благодарам многу и се гледаме повторно.